Dobar den, драги приятели! Одавно се немаме дружина преку видеоанализа. Како што ви кажат во сега оние што има желба да ги следат моите видеоанализи, треба да притиснат на YouTube и таму ако има желба, претплати се или subscribe и нормално ако се допаѓа анализата да стават лайк. Тоа е ваша желба. Днеска ќе зборам за една работа, малку со смење следа, како професионален аналитичар, значи образован. Тоа е ситуацијата се случува во Крушката област и Белоградската, во Руската федерација. Ова сценарио, како аналитичар зборам, наравно немам аргументи, е сценарио на еден од најдобрите стратези генерали, тоа е Герасимов, и на Владимир Путин, славател на Руската федерација. А иначе во главна улога се Сирски, значи генералот на украинската војска и нормално Володимир Зеленски. Која е целта, се ќе ви кажам на сето ова што се случува, овие како сакате разберете. Значи на Русија и требаше за појака офанзива нешто да се предизвика. И како се сетија? Прво што направија? Се договорија Украина со најдобрите сили, со платена војска и со америчка, пајсте во ова операција учествува платена америчка војска. Тоа е америчка војска и со која се шумат Вагнер, не може да кажат дека не е руска војска. Значи да се замеша НАТО и САД во нападот на Русија преку Украина. Во тоа успеа Зеленски и Сирски да го беа. Значи, потоа кој беше планот? Значи во Донбас, кај што се украинските најдобри војни сили, специјалните сили, да се префалат на Курскиот правец, значи, а регрути да војуват во околу Донбас, Донецк и Луганск. Што значи побрзо чистење или демилитаризација на тој дел од украински сили. Тоа е перфектно изведено, тоа е нормално. Генерал Герасимов рекол дека е еден од најдобрите стратези генерали и Владимир Путин, затоа нема голема врева. Интересна работа таму и население нема во Крушката област, во Руското баро, и севеќе беше евакуирано, а таму досега скоро 5000 војници, најдобри војници, елитни. Тука се страдат и америчките платена војска, и америчка војска. Мошаноста да покаже на светот, значи да ги разголи САД и НАТО дека стоат да дова. Потоа резко се лови. И тоа интересна работа, ова се случува, ова игра, не е случајно и астролошки гледано, видејќи ја рекол дека сум спомнал во една моја видеоанализа, дека од 5 до 28 август Меркури ретроград се влечат многу непромислени потези. Се прават завери и така натаму. Значи ова е резултат на ретрограден Меркури до 28, но кога ќе погледнете добро на наталната карта на Владимирович Путин, од 6 август, кога почнува офанзивата, а 5 Меркури ретрограден, Меркури му е во 10 поле ретрограден, тоа е врховна власт и се работници. Значи, тој го прави планот со генерал Герасимов, бидејќи во тоа време и сонцето му транзитира низ 9-та куќа, како да ги намами САД и западните сили во конфликтот во Украина, буквално да ги оголи или соголи, како сакате кажете. А во тоа време Марс му е во 8 поле, значи не е некој таинствени заговори, се прават таинствени војни и не е напад. И ово ќе потрае некаде, значи до 28 ретрограден Меркур
A već na 28. Suncetu mu je bilo 10. kuća, no ja očekujem od srediната на септември и октомври висинска офанзива на Руската федерация. Значи će se ode direktno na Kijev, pa će vidimo što će se slučava. Но с ovo već Rusija ima pravo da se odmazdi na Velika Britanija, a sad će Polska, vidjeti pozvali ili u čije sili se ili planovite za uput na invazije, kako sakate kažete, na Ruskата федерация u Kurškата област, това sad Velika Britanija i Polska, a Putin do sada moda ne bi kaže opušta 2000 godina, njegova natalna karta je, imam takav много ми лесен за анализа, съм не лесен, далеко от е страшно интелигентен човек, но моята специалност или дипломира по аналитика, така да. И плюс цял живот работа, изтражал парапсихология, астрология, много е доста провидно, но отлично игра. Минатото никой не ме разбра, ако кажал така видео, го нарекох дупли карамбол на Владимир Путин, като се отнесъл на Украина и на Израел, а Израел исто така трябва да внимава. Сега се Иран исто в подготовка. Там исто ќе ескалира конфликтите и не очекуват, ја кажа дека ова година кога Израел и Украина може да ги загубат държавите, независността. Украина може би не цялостно веднъж, и Лавовската област. Полска имаше можност да си я поврати, не знам како ќе биде, ако ја поврати, ќе биде во пепел. Значи, ова игра, а кажав дека Зеленски и Сирски се уѓе на Путин. По многу мои анализи кажат дека Зеленски благодарение на руските гласови стана председател, а додека Сирски е роден во Русија, татко, мајка ми се таму, брат му се. И не случайно Зеленски Владимир, кој некој време потекол, роден во Криви Рог, он не знаел украински, сега ми откажа дека пред да биде избран за председател, го учил украински, се погледа мајчин јазик народно еврейски, но потоа рускиот. Затоа Криви Рог, а инаку во Украина имаше около 47 евреи. Значи, еврејското лоби стои позади сета војна и Украина, што 2014, значи, конфликтот не е од 2022 само иницијалната капица се извади, ништо повеќе тоа. Но ова е тешка година за Европа, посебно со газта и со други работи, и со поддршката на Украина што дадува, особено така може да се и Бугарија и Романија, бидејќи преку них ходеше целото, не буквално целото, но наоружувањето во Украина. Драги пријатели, е кратка анализа. Сценаријот или поточно театарот ќе го гледаме до крај, но за жал е крвав. Но за запад, значи крај, се гледа дека е санкцијата пред рецесија, санкциите и војната на Русија не е рецесија, она го пренасочи гасот, особено силата на Сибир и до кон Азија, значи ајделно уште оди кон Европа, преку рускиот гасовод. Значи, ова е симулантка која Путин игра буквално со целиот Запад. А на своја страна веќе ги има афричките и поголем дел од азијските земји, тоа се клучните Саудска Арабија и Емиратите, кои заедно со Русија ја формираат цената на нафтата и на гасот. Драги пријатели, ви посакувам убав викенд. Оние што има желба може да се препозна или на препозна се да притисна, но прво треба да се препознате во страницата на YouTube каналот. Значи, уште еднаш ќе посакам убав викенд и убава наредна
naredna nedelja ne došla ne sledova. Su soldacov napred, Makedonija pred se.